Ако клиниката за гинекологија и акушерство како универзитетска јавна здравствена установа се справува со бројот на пациенти кој што може слободно да се каже многу голем, тоа значи дека и одделението за интензивна неонатална нега и терапија ја има истата проблематика и истите потешкоти во работата. Она што е за одбележување и што може да се провери и е достапно, тоа е работата на целокупниот медицински тим според упатства кои што ги имаме на одделение и кои што се официјални. Оној кој што се бави со неонатологија многу добро знае дека има прекрасни работи кои што се случуваат во текот на таа работа и дека има страшно тешки и ненадмидливи работи кои исто така се случуваат. Што тоа значи? Најгоречката работа, неонаталниот морталитет. Само сакам да потенцирам дека на одделението се третираат сите новороденчиња кои се од транспорт инутеро, без разлика дали капацитетот е полн или не е. Тоа значи, со бројки може да се покаже дека работиме и над капацитетот, меѓутоа секое дете го има парчето од колачот што ние можеме да му го понудиме на одделение. Она што сакам посебно да го потенцирам е тоа дека работиме и со екстремно недоносени деца, што значи дека во смртноста и најзастапени се оние кои што се под 27, односно под 25-та гестацијска седмица, дури и до 21-ва гестацијска седмица. За жал, смртноста се случува во семанаталниот период, што ќе рече првата седмица од животот на детето, што е огледало на условите во кои што се наоѓало кога било фетус, односно било плод. Апропо достапноста на податоците или недостапноста на податоците, ние можеме да играме или да бидеме крајно внимателни кон статистичките обработки, но должна сум да истакнам дека минатата година имавме јавно изнесување на сите податоци во врска со перинаталната и неонаталната смртност во период од 5 години со сите детали и обработки на причините, за да можеме не да се надзборуваме, туку обратно да видиме каде ние можеби грешиме и каде се проблеми од кои што можеме да извлечеме некаква поука за иднина. Тоа значи дека за оваа година извештајот ќе го направиме на крајот на годината и апсолутно преку релевантните установи ќе биде достапен на јавноста.